Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас, уште повеќе што имаме една интересна тема за децата, една метода која што е воведена скоро кај нас и мојата соговорничка денеска е прва која што ја применува таа метода, станува збор за Војта методата. Ќе кажеме нешто повеќе што представува таа метода, кај кои дечиња и бебиња се применува, зошто, значи се што може да се дознае повеќе околу ова како информација денеска ќе кажеме во оваа емисија. Моја денешна соговорничка е магистар Дијана Мариновска, која што е детски физиотерапевт. Нима гостувано веќе во Ваш термин, оние кои што редовно не следат, можеби ќе се сетат. А денеска сме со причина да ја појасниме како што кажав Војта методата. Инаку, неодамна таа беше во Германија, значи во клиниката во Зиген и се стекна со сертификат, значи сертифициран Војта терапевт и затоа сме денес овде, нели, да каже про Индијана како дојде до тоа да појде во Германија, да се здобие со ова нели што е сертификација за Војта методата и се разбира сите оние информации околу тоа. Добри дојде и благодарам што денес одвои време да бидеш дел од Ваш термин. Добро ве најдов. Како што кажавте, значи ова е метода која што за прв пат се изведува во нашата држава од човек кој што е сертифициран, но сакам да нагласам дека оваа едукација трае 2 години. Така само значи за сега само првото ниво го поминав и во март веќе патувам за второто ниво. Во детската клиника во Германија, кои што се единствени кои што се сертифицирани и акредитирани за да обучуваат терапевти. Ова е метода која што практично прави бум во физикалната терапија кај бебињата особено, затоа што до 5-тиот месец, ако ја започнеме, дава феноменални резултати. Како дојде до тоа да појдеш нели таму и да започнеш да ја изучуваш Војта методата, како што кажа, има уште. Како дојде некој ти искомуницира, ти виде па се пријави така, баш ме интересира околу тоа, малку повеќе да ми кажеш. Во досегашното искуство со физикалната терапија со бебиња имавме многу успешни приказни, но мањкавме во физикалната терапија и успехот кај хипотоничните бебиња. Оваа метода веќе многу години се изучува уште и во предметите на факултет, и уште таму бев запознаена со методата, особено кај резултатите, нели со резултатите што ги дава кај хипотоничните бебиња. Така, значи вие веќе сте биле запознаени, меѓутоа немало кај нас за да се научи така. Оваа болница, оваа асоциација која што обучува, всушност бара посебни услови, посебно искуство веќе да имате со физикалната терапија со бебињата, посебно предзнаење, за да можете да поменувате и оваа обука. Откако почнавме да пременуваме, видовме свари дека не само кај хипотоничните бебиња, туку кај сите бебиња се докажа тоа што методата важи за Војта методата важи како метода што дава најбрзи резултати. Но додека не го видовме тоа, не ми се веруваше дека толку многу брзо навистина може да даде резултати. Така, не ми одговори како дојде до тоа да појдеш таму. Значи, самата се пријавив, но недостатокот на резултати кај хипотоничните бебиња највеќе ме наведе да барам што решение за нив и што понатаму, нели? Така. Да можеме да им пружиме на сите бебиња добри резултати. Така. Веќе почна да применуваш во пракса? Така. Ајде малку да појасниме, значи, што е Војта методата и како впрочем изгледа, што се прави во пракса? Оваа метода ја знаат доста луѓе, затоа што едноставно мораат да патуваат за неа, едноставно во тоа гледаат излез од состојбата на некој бебиње, кај што дозволува, нели, ситуацијата. Најчесто, значи, се патуваше во Хрватска и во Бугарија, затоа што овдека немаше кој да работи. И како да ви кажам, значи, кога свеќе пробате кај некој дете,
може да нема резултат се додека не дојде војта. Војта секогаш даваше резултат. Значи, тоа е нешто што навистина во крајен случај на некој начин и помага. Да, представува метода која што е базирана на развојната кинезиологија и рефлексното движење. Тоа значи дека го следи развојот на бебињата и рефлексното движење, тоа значи дека ние стимулираме одредени зони на мускулите, на коските кои што предизвикуваат рефлексни движења, кои што се нормални, природни движења и даваме отпор на одредени движења, со што настанува сумирање на тие помали движења во едно генерално движење како што се лазење, седење, вртење. Така. Каде се може да се применува оваа метода, освен што кажавте за она што досега кај бебињата? За кои други проблеми? Да, во нашиот центар се работи нели само со бебиња, деца, но може да се прилага и кај возрастни лица оваа метода, па така може да имаме резултат кај лица со мултиплекс склероза, кај невролошките не заборавам некој, да, кај сколиози од невролошка кај невролошките сколиози од невролошка природа, па имаме и кај дислокации, ортопедски се тие проблеми, нели, кај плексус брахиалис, тоа и од многу рана фаза можеме веќе 10-тиот ден после породувањето да третираме. Кај деца со церебрална парализа, кај спина бифиде кои што имаат деца проблеми со мочкање, какање, тоа пошто методата делува и на внатрешните органи, го подобрува дишењето, регулирањето на работата на бубрезите, на цревата. Значи децата што имаат проблеми со лигавење, со џвакањето. Значи навистина широк спектар на проблеми кои што се во секојдневието кај децата. Кај малите бебиња најчесто е поврзано со тонусот. Има нешто друго што е специфично? Значи не мора да имаат проблеми со тонусот, иако војта методата делува на регулирање на тонусот кај децата со хипер и со хипотонус. Го регулира тонусот, но најчесто она што го работиме се нели порано родените деца кои што даваат кои што имаат такви промени во тонусот, во развојот, кои што се ризични во развојот. Кај нив очекуваме да има потешкоти некој во постигнување на оптимумот. Така, зошто толку мора да се брза? Однос на методата? Зашто до 5 месец најдобрите резултати. За секоја метода, всушност, најдобрите резултати ќе бидат што порано, тоа подобро. Да. Точно како и за се. Како и за се. Но кај бебињата кои што се порано родени, бебињата што имале асфикција, крварење во мозокот, децата кои што нели било какви потешкоти кои што имаат, кај нив е подобро да се почне порано затоа што пластичноста на мозокот е најголема во првата година и потоа е голема дока е негде 5-та година, но во првата година најголема, потоа се намалува. Исто така, што порано почнеме тоа, подобро ќе спречиме да се појават движења кои што се патолошки или движења кои што детето ги прави за да се снајде да се движи, или не се правилните движења, туку компенсацијски. Така да резултатите до 5 месец најбрзо стигнуваат. Така. А кажете ми колку време треба да се применува војта методата за да се видат резултати во однос на сето ова што го говориме? Временски, колку терапии, колку третмани со војта метода? Од ова што го видовме до сега во изминативе 2 месеци што го практикуваме, тоа веќе покажа за 1 месец
не види резултати. Например, ако претходните методи ни бара за истите цели да работиме 3 месеци, во една методата ги убрза за 3 пати работите. Така да за 1 месец добивме нешто што се претходно голем успех. Малца временски се скратува и резултатите побрзо да дојдат и за вас како терапевти, и за родителите и за бебињата. Ако вообичаено децата, бебињата што доаѓаат кај нас каснат во развојот, па побрзо навасуваме, значи помалце грижи за родителите, побрзо. Ние ке сакале или не ке сите ги споредуваме децата со другите и нели кога ви касне детето, не ви е седно, па вака многу побрзо кога доаѓаат резултатите, сите сме на сите се помирени, што се вели. Што значи развоен ризик? Сите деца што се порано родени. Колку порано родено, толку поголеми се шансите да детето има развоен ризик, односно да е во развоен ризик или да пројави некои проблеми како хипертонус, хипотонус, хемипареза, тоа значи едната рака нога да користи повеќе или помалца, да досни во развојот, рековме, да кога развојот, доснење во развојот значи и физички и ментално, па да не може да го достигне оптимумот. Значи секоја асфикција, неземање воздух, секој крварење во мозочето прави да нели тие оштетени клетки, мозочни клетки да покажат знаци по телото, пак во ист вид може хипертонус, хипотонус, спазми, па хемипарези, па ние со физикалната терапија да мораме да ги обновиме, ако можеме да ги обновиме тие мозочни клетки или здравите мозочни клетки да преземат работата на оштетените. И самото тоа што ако едно дете исто има хипертонус, па ќе досне во развојот, сите тие деца се ризични да го стигнат оптимумот. Така. А како да препознаат родителите еве на малите бебиња веќе нели кога ќе наполнат 2, 3, 4 месеци дека бебето задоцнува нешто во развојот и да реагираат навреме нели се со цел да може и да добијат побрзо резултати. Така. Бебињата што се порано родени, например, имаме некои стадиуми според кои што го одредуваме развојот на бебињата, дали е во граници на нормала или не. Ама бебињата што се порано родени ја следиме коригираната возраст. Тоа е, околу тоа имаме многу несноти со родителите, не знаат која е коригираната возраст и како да ја одредат. Па тоа би го појаснила, например, бебе што има 3 месеци откако е родено, ако се родило 2 месеци порано, тоа значи дека од 3 месеци одземаме 2, значи бебето ќе има 1 месец коригирана возраст. Така да доснење во развојот, например, ке 3-месечно бебе би било затоа што во 3-тиот месец очекуваме бебето да стои цврсто на меша, потпрено на подлактици, да фаќа играчки. Тогаш во 3-тиот месец со коригирана 1 месец возраст, тогаш нема да очекуваме бебето да фаќа предмети, нели? Туку ќе очекуваме бебето да се однесува како 1 месец возраст. Така да можеби некоја груба така пресметка или некои груби рамки да ставиме, као например веќе во 4-тиот, 5-тиот месец веќе бебето да се врти, од 7-тиот до 10-тиот месец да се појави лазењето или седењето, до 18 месеци да... Тоа зборуваме сега за предвремено родените бебиња, така? Ова е за сите, а за предвремено родените бебиња ја рачунаме коригираната возраст. Така. Значи, ако едно дете има 18 месеци, ама... За предвремено родените бебиња, тоа би значило? Коригирана возраст, ако е 2 месеци порано родено, ако има 16 месеци, има... Се одзема 2 месеци. Добро. И ако додека не стигне коригирана... Да, додека не стигне 18 месеци возраст, се до тогаш е нормално да не оди. Така. Значи, нормално е до 18-тиот месец, по правило би било тоа 16 кај предвремено, 2 месеци е порано родено? Не, кај коригираните ќе биде значи 20 месеци. Аха, плюс значи се дода. Да, добро. Затоа што одземаме 2 месеци.
за да пресметаме коригираната. Добро, Кога значи има до 18 едно месец бебе- би било нормално да не проди, така Да, кажам. да. Едно бебе со 20 реални месеци и 18 коригирани, до тогаш е нормално да не проди. Тоа е според невролошкиот развој. Дали исто, ако детето подолг период лазе, и тоа може да представува некој вид на сигнал дека треба да се побара некој совет, а не продува? Па да, има, значи отприлика 1,5 месец имаме да бебето во нормални рамки да лази, додека да почне да се исправува. Сега тие нели пак имаме некои помрзливи деца, некои по активни што се, ама кога се сомневате, најдобро да дојдете нели на да бидат сигурни дека се е во ред да. во секој случај. Како родителите да препознаат хипертонус? Како да препознаат? Еве вака, многу често родителите се мислат дека бебето е јако. Ги фатат рачињата, буткаат, на детето е јако, нозете исто бутка многу со нозете. Треба да бутка, нели? Треба да дава отпор, ама не премногу. Тука кога веќе се сомневате дали е многу јако или не, тогаш најдобро е да се дојде на преглед. Невролог, физиотерапевт, може дефектолог може тие работи да ги процени. Многу силно ја зафрла главата назад, исто може да биде стабилно, добро. Стапалата се паднати надоле. Рачичката е силно стисната во тупаница, не ја отвара веќе 3 месец, а не ја отвара тупаничката, тоа веќе е знак дека има некаков хипертонус. Така. Друго нешто што треба да додадеме во врска со војта методата? Со војта методата со тоа како оди практично. Така, да, тоа не кажавме. Што правите вие? Само со раце се Само со раце, сите стимули се исклучени, играчки нема, музики нема, ништо до околу бело чисто. Стимулираме точки, даваме отпор на движење и добиваме активација, сумирање во едно генерално движење. Тоа се прави, ние ги обучуваме родителите и се прави 4 пати во денот отприлика, по 5, 10, 15 минути, зависи од возраста. Повеќе пати, меѓутоа со помалку временски. Со помалку, да. Тие се многу јаки стимулации. Многу јаки стимулации. Дури имаше некои недоумици во однос на децата што имаат напади, дали треба да се затоа што е многу јака стимулација. Напади, тоа говорите за епилептични напади, да. Беше дилемата дали да се прават, дали да се прави војта методата заради јаките стимули што ги дава, но во соработка со невролог, ординирана терапија или зависно од неврологот што каже во која состојба е детето со нападите, во некои ситуации дури и ги смирува нападите оваа метода. Само говориме за помалите или за поголеми деца? За сите. Значи нема разлика во возраст до 1 година или подоцна. Ајде тука малку ќе се одмориме. Во соработка со магистар Татјана Павлова подготвуваме прилози кои што се, нели, таа е нутриционист. Одлучивме денеска да пуштиме еден прилог за колаген кој што впрочем е малку поврзан со физиотерапијата, па би предложила да го погледнеме и слушнеме. Колагенот е најзастепениот протеин во човековото тело и игра многу голема примарна улога во здравието на кожата, коските, забите и сврзните ткива. Колагенот е составен дел од 3 главни аминокиселини и се формира во одредени клетки фибринопласти. За да нашиот организам природно создава колаген, значи потребна му е храна богата со многу витамин С и квалитетни протеини. Доколку нашето тело има недостаток на колаген, најчесто се јавуваат симптоми на некои типови како што се кршлива коса, кршливи ногти, потоа сува кожа, појава на брчки и така натаму.
Многу често се прашуваме кој тип колаген е потребен за нас, односно сето тоа зависи во зависност од тоа какви симптоми се јавуваат. Постојат отприлика 16 типови на колаген, меѓутоа најчесто застапени се колагенот од 1 до 4. В 90% во нашето тело се содржи колагенот тип 1. Значи, него го имаме во кожата, во коските, во забите, во сврзните ткива и така натам. Колагенот тип 2 најчесто служи за амортизација на зглобовите, додека колагенот тип 3 се наоѓа во артериите и во внатрешните органи. Многу често до дефицит на колаген доаѓа и поради одредени автоимуни заболувања, како што се реуматоидниот артрит, како што е лупусот, како што е склеродермата и така натам. Значи, тоа се малку посериозни појави, каде што и симптомите за недостаток на колаген се малку поизразени. Најчесто тоа се симптоми од типот на жарење или чешање на кожата, значи одредена исфрланост на кожата, тоа да може да биде сконцентрирана локално или пак по целото тело, потоа болки во коските, болки во мускулите, малаксаност, треска, сувост во устата, кожата, очите, појава на херпеси и во одредени ситуации потешки симптоми да појава на одредени отворени рани. Во овој случај, значи кога имаме поголеми недостатоци на колаген, покрај додатоците на колаген кои што се препорачени, тука веќе идеме и со одредена медикаментна терапијата за кој што е одговорен одредено медицинско лице специјалист. Многу често при посета на нутриционист ни се поставува прашањето дали колагенот може да ни помогне во намалувањето на телесната тежина. Значи, денешните истражувања кои што постојат наведуваат дека колагенот може индиректно да влијае во процесот на намалување килограми. И првенствено би кажале, доколку, како што напоминавме на почеток, дека колагенот е протеин, велиме дека храната богата со протеини не држи подолго време сити, значи делува на хормонот на ситост, делува на хормонот на глад и така натам. Па тука е првото индиректно дејство на колагенот во процесот на намалување килограми. Втор момент е, значи, натрупувањето на мастите. Постојат истражувања кои што се спроведени за сега само на животни, кои што покажуваат дека колагенот не само што влијае на намалувањето, на акумулацијата на масти, влијае и на големината на масните ткива. Колагенот исто така многу помага и во процесот на создавање на мускулна маса. Ако знаеме дека колагенот е основен протеин од кој што се создадени мускулите, можеме во целост да кажеме дека тој го забрзува и процесот на создавање на мускулна маса. Па доколку во процесот на слабење имаме воведено и физичка активност, колагенот ќе го забрза процесот на создавање на мускулна маса и топење на мастите. Исто така, колагенот помага доколку имаме физичка активност. Во процесот на слабење, колагенот може и tekako да ни помогне со тоа што ќе даде стабилност и ќе ги ојача нашите зглобови. За да имаме соодветна и добра физичка активност, секако нас ни се потребни цврсти зглобови. Која е количината на колаген што нас ни е потребна? Од прилика велиме дека доколку се одлучиме колагенот да го внесеме преку додатоци во исхраната, кои што можат да се најдат во најразлични форми, како што се таблети, прашоци, во течна форма, дури денеска колагенот е составен дел и од некои формулации и видови на храна. Па би кажале дека според препораките на пакувањето велиме дека од 2,5 до 20 милиграми дневно е идеалната количина на колаген која што треба да ја внесем. Втор момент е прашањето доколку сакам да намалам килограми, кога е најсоодветниот период за внесување на колаген. Јас би посочила дека наутро. Утрото е најдобриот период кога треба да на нашето тело да му обезбедиме и додатоци на колаген. Додатоците на колаген се подобра варијанта отколку
да внесуваме храна богата со колаген, затоа што на тој начин ја знаеме количината на колаген колку сме внеле во организмот. Меѓутоа, ете како што напомнав, постои и тип на храна која што природно содржи колаген. Па тука би кажала многу често, традиционалната супа од коска содржи колаген, одредени видови на месо содржат колаген, значи кожа од живина, риба и така натаму. Но за да го поттикнеме создавањето на колаген, секако треба да внесуваме и храна богата со С витамин. Па тука би ги кажала цитрусните плодови, зелениот лиснат зеленчук, крстоцветните растенија како што се зелката, кеј, брокула, потоа бобинките исто така содржат доста колаген, пиперките, доматите и така натаму. Каков тип на колаген ќе внесете? Првенствено гледајте според вашите потреби, дали ќе се одлучите да внесете преку храна или како додаток останува изборот на вас. Да, почитувани гледачи, еве овој убав прилог за колаген, кој што е во соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист. Навистина има доста корисни информации, па сите оние кои што ја проследивте внимателно, можете нели да ги применувате во секојдневието, секој нели за она за што ќе се пронајде во разговорот и нели дали преку храна ќе го внесува колагенот или пак ќе може да си го приушти како додаток во исхрана, да го купи, да го применува во секојдневието. Се враќаме ние повторно на тема војта метода кај бебињата, кај децата, значи кога се применува, што представува. Појаснивме малку со мојата денешна соговорничка магистар Дијана Мариновска, која што е детски физиотерапевт. Стигнавме до негде до половина, значи, па ќе продолжиме понатаму со разговорот, секако некој доколку има нешто да праша, некој кој што е заинтересиран за ова, слободно може да не искомуницира. Дијана, стигнавме некаде нели до она за кое што говоревме. Отприлика зошто до 2 години не се поставува диагноза кај децата? Дека да се даде диагноза се викаат промени во централната координација. И во овој период до 2 години тоа е земена како не цел света практика да се даде простор на физикалната терапија да го даде резултатот, да го изведиме оптимумот од секој бебе. Така, значи првин да се даде се од себе за да се истретира, па потоа да се види што ќе се случи. Какви резултати ќе има. Да. Значи треба време во секој случај. Оние бебиња кои што се во инкубатор, дали и кај нив се применува војта методата? Да. Ми спомена, баш ми беше интересно да го напоменеме и тоа. Да, значи веќе во околните држави се работи физикална терапија и во инкубатор. Во Германија, каде што бевме на обука, ја практициравме и војта методата уште во инкубатор. Колку порано се почна, толку подобро. Децата што се во инкубатор подолго време, таму се малте необездвижени, нели лежат во една позиција со главичката заради сондите за дишење, апаратите за дишење и за исхрана, нели, и многу често после доаѓаат со искривено вратче, тортикули, со сплескано главче, но и самата обездвиженост и недостаток на стипулација од бој, од контакт со родителите што би го имале вообичаено, децата доцнат во развојот. Дали секој дете кое што е предвремено родено треба да има задоцнат развој или нема правило? Па не е некое правило. Кај некои деца се случуваат работите нели сами од себе малтене, а кај некои деца и работиме многу и не само порано родени, некои се и термински бебиња кај што работиме многу, а резултатот ќе биде па и многу мал. Има и такви деца кај што оштетувањето во мозокот е поголемо, па и не можеме многу да постигнеме. Да, дали кај секои предвремено бебиња родени има некое благо оштетување на мозокот?
Или не мора Па да многу значи? често, многу често. Многу често? Многу често, да. Например, колку порано е родено бебето, толку повеќе се можностите нели да биде оштетено мозочето од различни причини. Па, например, веќе ке децата родени што се во 26-та гестацијска недела, процентот на од тие деца кои што ќе развијат церебрална парализа е дури 80%. Така. А сега се повеќе деца се раѓаат порано, дури преживуваат и деца од 22, 23, 24 недела. Да, имаше скоро еден феномен така што навистина не се сеќам баш толку, ама навистина премногу рано. Тоа значи дека тие деца ќе бидат во поголем ризик нели за развојот. Понатамо, да. Значи треба навистина многу да се следи и од родителите и од матичниот педијатар, па да се толку многу рано кога се родени треба веднаш да се започне физикална терапија или барем да се дојде за насоки како дома да реагираат родителите. Например, не знаат родителите дека можат одма да го ставаат бебето на стомач. Не знаат бебето како може преку беби хендлинг да го помогнат развојот, нели? Не може. Што значи беби хендлинг? Тоа значи ракување со бебето, како да го подигнете, како да ја смените пелената, како да го свртите. Например, со едно обично внимавање како да го подигнете бебето од креветот, да го завртите на страна, прво главчето, да го дигнете рачичката па карлицата, ќе му го лесните и не само што ќе му го лесните, ќе му го направите патот како да станува. Иако тоа доволно често се прави пред да треба да седне детето, веќе кога ќе дојде времето за седнување, тој ќе го има тој модел на движење и само ќе ја зајачаме мускулатурата и седнувањето ќе се случи. Така. Што со децата кои што имаат доцнење во развојот? Кај нив малце повеќе децата кои што доаѓаат на физикална веќе со задоцнат развој, со некакви промени во тонусот, кај нив рехабилитацијата ќе трае повеќе време, додека да се регулира тој тонус, додека да се одвикнат децата од веќе заучени погрешни модели на движење. Например, често дечињата со хипертонус рачињата ги држат и рековме и во тупаничка, ама и завртени малце навнатре. Па едно фаќање ќе изгледа вака, нема да изгледа нели плавно, туку ќе изгледа вака. Па треба да го одучиме тоа движење за да научи нови работи. Така да таа рехабилитација ќе трае повеќе, најчесто не доаѓа 3 пати неделно, затоа што стимулите не се доволно јаки за 3 пати неделно да правиме физикална терапија. И ќе трае повеќе месеци. Значи треба подолг период за да се средат овие проблеми кои што се са оние деца и бебиња со доцнење во развојот. Центарот за детска рехабилитација Петка е релативно нов. Точно 2 години ми се чини. Да, 2 години. И во 2 месеци уште малку. Што се, бидејќи единствени сте кај нас за детска рехабилитација, така? Ако не се лажам. Ми беше драго кога прв пат нели искомунициравме и решивме да информираме јавноста дека постои таков центар. Што се може друго да се понуди во вашиот центар, за каква проблематика и какви се третмани и терапии користите? Значи, за тоа работиме тоа за кое што сме сертифицирани. Така. По тоа сме единствени. Така. Значи, секоја обука што е помината со и завршена комплетно, како обуката што ми беше од сертифициран бобат терапевт за препознавање и реагирање кај ризиците, на развојните ризици кај бебиња, порано родени бебиња од 0 до 12 месеци. Шрот методата. Да, говоревме за таа метода. Сега сме една од тројцата во Македонија што се сертифицирани терапевти. Војта на методата. Значи тоа е тоа. Да. За децава исто што имаат невролошки проблеми исто работите, нели како што и напоминавме во претходните емисии. Да. Со мултиплекс склероза, со епилепсија исто. Мултиплекс склероза малце покасно се појавува. Тоа значи таму може да се користи војта методата, но кај нас не доаѓаат возрастни. Така, значи тоа е повеќе кај возрастните, добро.
како можеме да кажеме дека ево од она секојдневие ваше што вие во работата, колку се зачестени ваквите проблеми воопшто кај дечињата? Некако порано не беше толку многу чест проблем. Еве сега да кажеме детски физиотерапевт. Никако да, прво се зголемен бројот на порано породување. Така, проблематични тоа е најголемата причина за па најчесто за да, најчесто да, најчесто. Потоа има и кај се смени начинот на родителствување и кај нормално родените, термински родените бебиња. Така. Значи, имаме родители што ги препазуваат децата, што ги оставаат многу често пред телевизор и пред екран воопшто, што не ги изнесуваат надвор, да имаат различни стимули, нели, да имаат различни искуства, така се развива мозокот. Значи, и посебно кај порано родените бебиња, па тогаш им е страв порано родено е, како да го држам, да не му е многу да го ставам на стомак, па цело време плаче, ајде во раце цело време. Треба да биде нели во раце, детето треба да направи контакт со родителот, но треба да му дадеме шанса да се развива. Ако плаче, ќе оставите на меше, плачат, сите плачат тука, тешко им е, треба да дигнат главата. Ќе легнете доле со него, ќе пеете, ќе играте. Тоа трае кратко, неколку пати во денот, 4-5 пати по една минутка може да издржите да го занимавате нели детето за да успееме во поставувањето на меше, затоа што тоа е почеток на развојот на секој дете, на меше. Бебето стиснато во рацете, во релаксатор нема да може да се развие, единствено ограничени му се движењата. Така. Кога е на пот, ќе размислува, ќе гледа колку е далеку играчката, што треба да направи за да стигне до играчката, како да се сврти за да фати, колку да се дигне. Сите тие, значи и физичкиот и когнитивниот развој се развива кај бебето. Така да во таа насока може да биде нашата физикална терапија, односно тоа не е физикална терапија, ама некои насоки за родителствување што би помогнале да тргне развојот, да се стимулира развојот на едно бебе. Додека шрот методата е за искривување на арбитниот столб кај дечињата, што е навистина во изминативе години доста и многу чест проблем, дури со тешки сколиози имаме дечиња. Како стојат тука работите и обично на која возраст ви доаѓаат кај вас за помош да им помогнете? Шрот методата се користи за деца што има сколиоза од непозната причина. Така. Затоа што шрот методата нема да делува кај децата што имаат сколиоза, што имаат церебрална парализа. Тогаш причината е невролошка и нема да делува, и нема да може да се прави. Непозната причина, ама многу причинители. Да, така секогаш се вели, меѓутоа како има доста причини. Да, а во главно ќе биде неактивноста. Неактивноста кај децата, што во последно време значи дојде до епидемични размери на сколиоза и повеќе од половина од децата со обезност. Така да се смени начинот на живот и донесе потреба од... Колку според тебе е зголемен во проценти бројот на дечиња со сколиоза? Немаме таква статистика. Меѓутоа еве од дона секојдневие. Од секојдневие има доста деца што доаѓаат, да. На која возраст најчесто доаѓаат? Па околу 12. Околу 12 години. Поретки се тие што доаѓаат и порано, и тогаш може би веќе има и некој наследен фактор, ама овие што се баш без никаква причина. Така. Тоа на иницијатива на родителите или пак може би им посочил доктор или приметиле нешто што треба да приметат? Знам дека треба нели да се приметат стапалата некако ако се одот, дека треба исто да биде раменото едно повисоко, едно пониско, значи што се тие специфични работи кои што треба да се приметат кај едно дете? Интересно е што во оваа возраст ние многу ретко ги гледаме децата, нели се кријат сами во собата. Ама па затоа треба барем еден краток преглед.
рамената, лопатките дали се исти, стапалата дали се навнатрени или рамни стапала, да се навене детето да видиме дали има една специфична слика кај што едната страна е погоре, подоле. Так. Или да направите еден контролен преглед кај ортопед, кај... Знаете како, бидејќи порано, кога се извинувам што ја прекинувам, кога имавме систематски прегледи, јас многу добро се сеќавам, значи на секој систематски преглед нас ни прегледува, нели, состојбата на работниот столб. Колку сега тоа е во пракса добро и дали воопшто се применува, например, да ви дојде некој родител да каже на систематски, кажаа дека има проблем. Значи, не. Систематски не, но се случи некоја убава иницијатива имаше на некој од општините центар, мислам дека беше, кај што имаше прегледи од ортопед во школите и тогаш се откри голем број на деца кои што значи треба да се случи некоја таква иницијатива за да се дознае дека има проблем. Дури на 9 години, што е некој почеток нели за развој на сколиозата. Меѓутоа, не треба да чекаме ние некои такви иницијативи за да се открие ваков проблем? Не треба. Јас сметам дека систематскиот преглед треба да биде малку потемелен за да нели се следи развојот правилен на децата. Еве кога веќе нели ќе тргнат токму во училишна возраст. Во глобала тогаш ако го видите детето дека е неактивно, дека лежи со телефонот со часови, седи неправилно во клупа, тогаш сами да се земат иницијатива родителите. Секогаш кога говориме за проблемите, дали од психичка состојба, дали депресија, анксиозност кај младите, дали задоцнет говор кај децата, значи се некако се врти околу оваа технологија која што ни ја наметна глобализацијата. Не можеме скроз да ги оттргнеме децата, нели? Меѓутоа секако мора да се најде начин што помалку да се користи, барем еве до еден период додека не се развија целосно во односи на работниот столб, во односи на нели на психата и сето она што може да делува негативно. Да, затоа што бројот на деца со екранизам, аутизам. Да, и говорев со доктор Ангелчо околу таа тема, да, има многу навистина. Да, значи зачестана бројот и на појава на аутизам и на екранизам, значи. Да, и многу често децата што доаѓаат со такви проблеми кај нас, родителите укажуваат дека проблемот е затоа што децата многу време поминувале и по 8 часа. А зошто им дозволувале? Тоа нема одговор никогаш. Ме интересира нешто вака додека говориме во однос на дечињата кога станува збор нели за тоа кога кажавте дали се многу физички активни или не, постојат дечиња кои што се хиперактивни, кои што се постојано во движење, а дечиња кои што се повеќе нели например повеќе седат, повеќе дали тоа има улога понатаму врз развојот на работниот столб? Дали хиперактивните дечиња се подобри во понатаму во развојот на работот, нема да имаат проблеми и така натаму? Па не би рекла хиперактивни тогаш. Тогаш би рекла дека се активни деца. Така, да, поактивни, значи физички повеќе. Важно е во која возраст само каква активност има. Например, на 3-4 години возраст не може, едно дете не треба да седи повеќе од 1 час во столче. Треба да истражува и нормално е да истражува. Да, така му се развива мозочето и телото. Нели понатаму ако не може да седи по 1 час во столче, тогаш некои други работи покажува. Но пак треба да размислиме и кај ги носиме децата на активност. Например, на 3 години ако ги носиме да учи кошарка, не може тоа да учи кошарка. Тогаш треба да има послободни активности или неструктурирана игра. Значи треба да се бираат и активностите за децата на зависи колку години има. Да. После 6 години мислам дека беше за спорт, некаков спорт конкретен да учат. Така да околу тоа повеќе би се насочила. Имаме парк, имаме можност за точаци, имаме водно на кое што може да се искачуваат и да учат децата. И многу е убаво што е неравно, нели, па го тера мозокот да размислува постојано како да се снајде во секоја ситуација, како да научи да не се лизне, како да научи да се качи кога нема убави скалила направени. Така, кога говорев минаш со тебе за твоите дечиња, исто, нели, ќе кажеме дека и вашите дечиња близначиња се родени пред време, и вие кажувавте дека многу не
Не сте се оптеретувале дали ќе падне, значи го остававте да прави што сака за да се некако прилагоди во секојдневието. Има многу голем проблем со родителите што доаѓаат на физикална и се плашат да им паднат децата. Кај нас е направено да има мека подлога и децата мора да научат да паднат. Иначе имаме деца што паѓаат на глава. Дали назад или напред, пак не е пријатно. Децата мора да научат да паднат и тоа кога учат да седат исто, значи веќе се подигнуваат и мора да научат да паднат. Тоа се првите реакции кои се учи за понатаму кога ќе оди да падне на раце. Да се задржи. Да се задржи, така да значи треба малку да им се остави слобода, да. Не смееме да ги презаштитуваме, не само во однос на физичкиот дел, туку и на така и на психата. На психата, нели едно дете менталниот дел највеќе го развива кога му е досадно. Фантазијата ја развива тогаш. Така. Некаде тука сме при крајот, би сакала само уште еднаш да повториме за војта методата, за што се користи, први сте еве кои што ја применувате. Да знаат оние на почеток како не следеле, пак за крај е уште еднаш да повториме. Јас ги прочитам за да не заборавам некој. Значи нарушување во централната координација кај бебињата, нарушување во движењата како резултат на оштетување на централниот нервен систем, детска церебрална парализа, мултипла склероза, парализа на плексус брахиалис, параплегија, спина бифида со сите компликации што ги носи како мочкање, проблеми со мочкањето и какањето, миопатии, сколиози, нели само не рековме невролошка, од невролошка причина, проблеми со дишењето, жвакањето, лигавањето, дисплазија, дислокација на колкови и што некои ортопедски голем спектар. Да. Еве доколку некој се пронајде во сето ова што го говориме и сето ова што го напомена мојата денешна соговорничка магистар Дијана Мариновска, која што е детски физиотерапевт, може слободно да се јави и во нашата телевизија, ќе добие контакт, нели ако сака да се консултира со неа за некој ваков проблем и секако ќе може да се сретне и да се сретнат, да кажат што е нивниот проблем, а секако Дијана ќе пристапи во решавање на она што е во нивен интерес. Дијана, јас ти благодарам многу за денес што ја презентиравме оваа метода која што е прва и единствена кај нас. Ти посакувам многу успех во сето она што го работиш, навистина си доста амбициозна и пожртвувана кога станува збор за твојата професија и еве можеби во некоја следно гостување па да презентираме можеби нешто ново што ќе може да го применувате кај вас. Ти благодарам уште еднаш многу. И благодарам јас на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и соговорник во студиото.